Здраво Кика, денеска направивме една фантастична фотосесија. Како е да си плюс сайз модел во Македонија? Па во Македонија се уште почнуваме, значи иако во светски рамки и како на големо има плюс сайз модели, кај нас се уште ја туркаме работава, ама има напредок, така да јас сум доста задоволна и од интересот од луѓето и од како сум примена на пазарот, да речеме, така да. Како котираш на пазарот? Каков е пазарот за плюс сайз модели во конкретно во Македонија? Најчесто се уште фотосесиите кои што ги правам се во моја режија. Соработка со брендови, со фотограф, со најразлични компании за продукти, меѓутоа се оди кон онај инфлуенсер маркетинг моментално најчесто. Кога веќе го спомна инфлуенсерството, на Инстаграм имаш навистина голем број на следбеници. Кои се најчесто прашањата кои што ти ги поставуваат, како реагираат луѓето, дали има, да речеме, проблеми со својот изглед, со своето тело, па ти им даваш некакви совети? Така, она што го правам јас на мојот Инстаграм во суштина е инспиративно и мотивирачки за луѓето кои што можеби не се сакаат себе си или не се задоволни со своето тело. Јас сакам да ги мотивирам дека без разлика како изгледаме, тоа е сосема неважно, важно е да бидеме здрави, да бидеме среќни, нели, и исполнети и со сите она што го правам, сите фотосесии што ги правам во суштина, се трудам да бидат малку надвор од кутијата, out of the box, да бидат нешто неочекувано. Луѓето превземаме ризици понекогаш, ева сме моментално на скейт парк, наместо во некој хотел, фенси нешто. Превземаме ризици со цел да им покажеме на луѓето дека може и девојка која што не изгледа така конвенционално или не се вклопува во тие светски стандарди, да изгледа окей во секоја можна комбинација и да ги инспирираме дека и тие можат исто така да се да постигнат. Денес ги изгледаш фантастично. Соработката со Викторија Арсовска од кога стартуваше и како да се работи со Вики? Вики ме исконтактира пред неколку месеци и уште одма кликнавме. Многу ми е кеф што има се повеќе дизајнери кои што сакаат да се работуваат со плюс сайз модел, затоа што се гледа напредок во мајндсетот и по тоа. Вики е одлична, имаме супер соработка, сите модели одлично одлично ги представуваме и се надевам дека и понатака ќе си биде, нели, супер соработката како и до сега. Здраво Стефи, денеска се наоѓаме во скейт парк, каде што правиме една фотосесија со Кика Авеиро. Како е да се работи со плюс сайз модел во Македонија? Искрено многу забавно, дури некогаш соработката со Кика ми е многу подобра од некои обични модели со кои што имам соработувано. Кога станува збор за плюс сайз модели, дали се користи Photoshop или она што го гледаме е реалната слика? Photoshop можеби моментот на ретуширање на лице на некои моменти, меѓутоа не, особено Кика не сака да се прават модификации на телото, така што кај нејза не правам никакви модификации, така би требало да биде кај плюс сайз моделите. Од аспект на фотографија, колку плюс сайз моделите прават една револуција во моментов? Па сметам дека прават, иако кај нас нели малку сме поназад, еве Кика можеби ја потегна, да, е првата и го потегна тоа да се развива и се надевам дека нели ќе влие на некои други девојки да почнат со плюс сайз, мислам со моделинг да се бават, иако изгледаат нели покрупно од стандардните модели. За денешната фотосесија твоја оценка од 1 до 10? Ќе видиме од фотографиите, ама верувам дека ќе извадиме добар модел. До сега не сум имала, мислам, лоша соработка со Кика, така да очекувам дека сите ќе дадеме максимум и ќе изгледа тоа одлично. Како е соработката со Кика? Она кажа дека ти си ја исконтактирала, од каде интересот за да работиш со плюс сайз модели? Реално никогаш не сум се сметала за дизајнер кој ќе направи плюс сайз колекција или нешто слично. Мојот тип на работа е малку поинаков, но
А кога ја видов Кики и нејзиниот Инстаграм профил, реално и пише во приватна порака као девојче сакам да те запознам. Ми се свија ово што го правиш, ми се свија концептот, ми се свија твојата отвореност, твојата самоувереност. Сакам да ти направам нешто ако имаш потреба за истото. Така и многу ретко контактирам луѓе, мислам сама за соработка. Можеби ми една меѓу првите што сама имам исконтактирано, ама навистина ми се допаѓа тоа што го работи и сакав еве да пробаме нешто ново. Така што ова ние веќе мислам дека трети пат што сликаме правиме. Многу ми е драго што сликате и што правите заедно со Ексклузив. Кажи ми нешто повеќе за моделот кој што го носи денеска Кика, бидејќи изгледа фантастично. Денеска се решивме за една спортска маичка и custom made сукња. Сукњата е цртана рачно. Морам да му се заблагодарам на мојот пријател и соработник Дарко Христов кој што ми го направи тој цртеж на 6 метри платно и изгледа фантастично. И за сам крај, твојата порака за сите оние дизајнери кои што можеби размислуваат дали да соработуваат со плюс сайз модели? И за сите девојки кои што се плюс сайз. За сите девојки кои што се плюс сайз можам само да речем да не се плашат да експериментираат, да се гордеат со тоа што го имаат и што го поседуваат, бидејќи реално има форми за сите, мислам, имаме и идеите се истите и може да се прилагодат на било кое тело, само треба да се скоцки да се направи како што треба. Што се однесува до дизајнерите, мислам дека сите оние кои што се бават со custom made нарачки, сите се веќе на некој начин во тој свет на плюс сайз изработка.